Кочани ќе биде главен приоритет на владата во периодот кој што ќе следи. Од една страна продолжува грижата за сите повредени лица од трагедијата во дискотеката, а од друга страна ќе бидат зголемени средствата за инвестиции кои што ќе следат. Премиерот Мицкоски денес истакна дека владата ќе има приоритет во делот на обезбедување инвеститори со цел креирање на нови добро платени работни места. Кочани ќе биде наш главен приоритет во периодот кој што следи, како што беше и во минатото исто така, ќе бидат средствата зголемени во периодот што следи во делот на инвестиции во Кочани, но ќе биде и приоритет во делот на обезбедување инвеститори и креирање на нови добро платени работни места. Во иднина веќе со две такви компании разговараме, преговараме, иако беа утврдени местата на инвестиции, сега тие ќе се пренасочат во Кочани, во зоната таму. Особена благодарност премиерот Мицкоски посочи кон медицинските тимови, кои максимално се вложуваат за здравствената состојба на настраданите. Во својата изјава, тој рече дека тие како влада ќе продолжат со грижата и за сите кои што се лекуваат во странство. Истовремено продолжуваме да се грижиме за сите оние повредени лица. Можам да кажам дека поминаа оние два критични, можеби најкритични мегника, тоа е 72 часа и 7 дена. Од тие речиси 200 повредени, кои што најголемиот дел има изгореници и повеќе од 50% до 80%. И покрај тешката состојба, сите се во моментот стабилни. Иако имаме 5 или 6 случаеви кои што се критични, но се бориме и ќе продолжиме да се бориме. Ова беше прецизна, точна реакција, благодарност до медицинските тимови кои што ја дадаа онаа потребна прва помош и во Кочани, и во Штип, и во Скопје. Благодарност и до сите институции кои што помогна. Тој ден навистина се функционираше, но и деновите потоа безпрекорно и ние сите должиме на огромна благодарност. Сите оние лица, тоа се повеќе од 100, се веќе надвор, згрижени, со двајца членови на нивните семејства. Како влада ние го обезбедивме и превозот и сместувањето таму и ќе продолжиме да се грижиме. Со Господ напред очекувам се да биде добро, колку може да биде добро во оваа ситуација. Продолжуваме да се грижиме и за сите оние кои што за жал невини жртви кои трагично го загубија животот, за нивните семејства и се она кое што може владата да помогне во периодот кој што следи ќе помага. Инаку во делот на инвестицијата во Кочани, премиерот рече дека владата е во преговори со две компании, со што веќе се утврдени и местата на инвестиции. Кочани целосно ќе се гради инфраструктурно.